Следите вести на Слободна ТВ. Добро утро. Самитот на Западен Балкан ќе се одржи во ноември годинава во Берлин со цел да се даде нов поттик на така наречениот берлински процес, најави германскиот канцелар Олаф Шолц, соопшти германската влада. Посредбата со словеничкиот премиер Роберт Голоб во Берлин, на која една од темите беше и проширувањето на Европската унија кон Западен Балкан. Шолц рече дека може да се постигне договор за понатамошни конкретни чекори за европската интеграција на регионот. Шолц истакна дека на Западен Балкан му била ветена брза и реална перспектива на Европската унија во 2003 година, но оцени дека од тогаш многу малку се случило, пренесе СТА. Тој рече дека Германија и Словенија би сакале да соработуваат за давање нов поттик на процесот и пристапување на Западниот Балкан во Европската унија. Собраниската седница за францускиот предлог за преговарачката рамка за земјава со Европската унија е закажана за утре во 13:30 часот. Претходно во 13 часот на друга седница обраќање пред пратениците во собранието ќе има претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Европската комисија пред една недела го поздрави ревидираниот француски предлог за преговарачката рамка за Северна Македонија и смета дека овозможува почеток на преговорите со Европската унија. Владата по добивањето на францускиот предлог рече дека прво ќе отвори широка дебата. На 7 јули од владата преговарачката рамка беше доставена на разгледување и усвојување во собранието и рекоа дека нема да донесат одлука додека за предлогот не се изјаснат народните избраници во парламентот. Граѓаните имаат право на протести, на критики и на политички активности, но целиот овој антинаратив е заснован на неточни, погрешни толкувања на францускиот пакет. Со оваа формулација во рамката, ставовите за јазикот се неосновани, истакна министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој во гостување на телевизија Сител нагласи дека нема никаква бугаризација, ниту наметнување, а нашите учебници не може никој да ги смени. Таквите шпекулации, оцени, се страшила што се користат за некој да добие политички поени и никако не се во интерес на државата. Во оваа фаза, потенцира Османи, нема почиста формулација за јазикот отколку што има во рамката предложена од француското претседателство. Рамката нема врска со протоколот, а протоколот ќе биде објавен, како што рече шефот на дипломатијата, пред неговата средба со бугарската министерка Теодора Генчовска. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во изјава за Канал 5 рече дека ВМРО ДПМН нема да бара предвремени избори ако од владата кажат не на францускиот предлог. Нека излезат со став за поддршка за тоа бугарите да влезат во уставот. Да, споменувавме дека сме подготвени да разговараме, но со одредени гаранции кои што во овој последен предлог не ги има. Затоа што рековме нема билатерални договори, протоколот не ни е познат. Тоа се работи за кои ВМРО ДПМН строго се противеше, а се најдени во последниот предлог, додава Мицкоски. Руската амбасада во Скопје ги отфрли обвинувањата на претседателот Стево Пендаровски за наводна вмешаност на Русија во внатрешните работи во Македонија и на Балканот. Русија не се мешала, не се меша и нема намера да се меша во внатрешните работи на која било држава, вклучително и Северна Македонија. Ова е во спротивност со самата филозофија на руската надворешна политика. Ние го почитуваме кој било избор на македонскиот народ. Подготвени сме и понатаму да ја градиме нашата соработка, заснована токму на ваквата основа, на меѓусебно почитување и еднаквост, се наведува во соопштението од руската амбасада. Основното јавно обвинителство Скопје по спроведена претходна постапка до надлежниот суд поднесе обвинителни предлози против купно 12 лица за учество во инцидентите за време на протестите во Скопје против францускиот предлог за отпочнување преговори со Европската унија, од кои 9 се обвинети за кривично дело учество во толпа, а 3 лица се гонат за предизвикување општа опасност. За 7 од обвинетите, судот во текот на претходна постапка определи мерка куќен притвор, додека за 5 мина беше определена мерка притвор. Со цел да се обезбеди присуство на обвинетите во текот на постапката, надлежните јавни обвинители до судот доставија и предлози за продолжување на вака определените мерки. Бугарското Министерство за надворешни работи преку нота реагира на антибугарските протести и пароли.
Загрижени за распространетиот антиевропски наратив од бугарското МНР изразуваат надеж дека двете земји сепак ќе успеат да отворат нова страница, темелна на искрено пријателство. Особено загрижувачки е што во овие пароли против бугарите ескалираат во време кога Софија и Скопје активно бараат начин за конструктивен диалог и изнаоѓање трајни заеднички прифатливи решенија во интерес на европската интеграција на Република Северна Македонија и регионот, се посочува во нотата. Продолжуваме со вестите и денеска продолжува потрагата по Мартин Јовановски. Неговиот брат побара од македонските власти да помогнат за продолжување на спасувачката акција која според грчките закони требаше да заврши во текот на вчерашниот ден. Веруваме и се надеваме дека Мартин е жив и ја чека нашата помош и затоа апелираме истрагата да продолжи. Апелираме до македонската влада и нашето МНР да помогнат и да се најде начин, порача неговиот брат во текот на вчерашниот ден. Спасувачката акција почна во саботата попладне, откако тројцата пријатели на плажата во Посиди влегле во морето, но биле одвлечени од силните морски струи. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи вчера попладнето остварил телефонски разговор со неговиот грчки колега Никос Дендијас околу потрагата по третиот македонец кој исчезна во водите на Егејското море на Халкидики. Османи информира дека и покрај изминувањето на редовниот рок согласно грчките закони донесена е одлука грчките надлежни служби да продолжат со потрагата по исчезнатото момче. Упатив благодарност за оваа одлука, како и за трудот и пожртвуваноста на грчката крајбежна служба, војното воздухопловство и локалното население вклучени во потрагата, се вели во објавата на министерот. Уште една вест пред крајот. Руската амбасада во Македонија во текот на вчерашниот ден објави информации од Руското министерство за одбрана со билансот за странски платеници кои според нив во моментов се борат на фронтот на украинска страна. Според овие податоци, од почетокот на инвазијата во Украина заминале 79 лица од Северна Македонија или со македонско државјанство, од кои 24 загинале. Во билансот стои дека 19 македонски платеници досега ја напуштиле Украина, а 36 остануваат да војуваат. Тоа беше и последната содржина во овој преглед на вестите.